Руралните жени докажаа дека преку нивно здружување во лоби групи, во проектот Гласови на руралните заедници, може да придонесат за решавање на децениските проблеми во нивните заедници. За само една година во општините Крушево, Кривогаштан и Долнини во 4 населени места – Бучин, Бела Црква, Воѓан и Дебреште. Жените успеале да издобираат проекти кои што веќе се планирани во буџетот за 2026, како што се изградба на спортски игралишта, паратерно уредување на места каде што има диви депонии, чистење на речни корита, изградба на улици, корпи за отпадоци и слични помали проекти. Оваа година од проектот покажува дека пак ќе спомнам, потребите на мажите и на жените во една заедница не се исти и заедничкото делување, женско делување, посебно за овој проект, е многу значајно. Она што сакам исто така да истакнам е тоа што општините и јавните институции навистина беа отворени кон тоа да ги слушнат, да ги видат жените, да ги слушнат нивните потреби и да реализираат дел од она што тие го бара. На крај ќе напоменам дека заедничкото женско делување произлегува со конкретни резултати, конкретни проекти и секако ова е процес кој што ќе продолжи и понатамо. Жените од руралните средини после овие успеси охрабрени најавуваат интензивирање на лобирањето за доаѓање до поквалитетен начин на живот во македонските села. Има успех, да, ќе дојде до конечни резултати, се надеваме дека ќе се решат проблемите и тоа што го бараме ние како жени, како здружение на жени. Сме активни во состаноци. И жените сами бараат состаноци за решавање на самите проблеми. Значи, секое село од општинава има своја потреба. Секое село си имат нешто што му фали на... Значи, нешто фали сепак. Значи, на некој училиштето... Секој се соочува со некој проблем. А ние тој барање ги правиме во општината, бевне прифатени. Оваа иницијатива кај нас трае веќе 6 години. Проектот се спроведува досега во 80 села низ Македонија, а за прв пат во Пелагонискиот регион.